Добар дојавте на третиот час од обуката. На овој час ќе изучуваме различни бизнес модели кои што можеме да ги работиме на платформата на Амазон. Преходниот пат нагласив дека нашиот главен бизнес модел е онлайн арбитража и на тој модел ќе му посветиме најмногу внимание при теоретското објаснување, но ќе поминеме на сите бизнес модели, теоретско запознање со секој од нив и да видиме кои се предности и слабости на секој одделно и зашто ние всушност го обравме за работење овој бизнес модел. Првиот бизнес модел кој што е најзастапен помеѓу продавачите на Амазон е бизнес модел наречен Private Label. Ова е модел на продавање на производи под свој бренд. Значи, овие продавачи користат различни софтвери од оние што ги користиме ние. Малку ви укажав на тоа што ќе користиме ние на првиот час, кои два софтвери ни се најбитни, тие беа Keepa и Seller Amp, додека овие продавачи користат два други софтвери кои што им требаат за market research и бараат каде има голема поварувачка на пазарот, а мала понуда. На тој начин со тој market research преку софтверите Helium 10 и Jungle Scout. Ние овие софтвери нема да ги користиме, затоа што се насочени конкретно кон моделот Private Label. Но Private Label значи ако ние одлучиме да продаваме свој бренд. Значи наоѓаме каков тип на производи се побарувани на пазарот во Америка во овој случај за нас и бараме фабрика која што ќе ни го изработи тој производ за одредена цена и ќе регистрираме наш личен бренд кој што ќе го шириме на Амазон и ќе го продаваме тој бренд. Значи не продаваме други брендови, продаваме свој бренд. Дали ќе се вика вашето име, во мојот случај Алек или било кој друг бренд неим кој што би го одбрале, значи си продаваме личен свој бренд. Најголем дел од продавачите кои што продаваат Private Label на Амазон во Америка, производи ги купуваат од фабрики во Кина. Значи склучуваат договори со фабрики во Кина и му кажуваат на тоа како да изгледаат тие производите, целата функционалност и дизајн како да изгледа производот, од кога ќе го изработат, од Кина од фабриката ми испраќаат семпл продукт, значи еден примерок каде што може да видат како би изгледал нивниот продукт. Доколку се е во ред. Понатаму изработуваат одредена количина која што сакаме да ја пласираме на америчкиот пазар. Тука таргетираме маркет, односно пазар каде што има нормално мала понуда, голема побарувачка. Начинот на кој што го усовршуваме производот е тоа што гледаме дали имало некои проблеми за производот во однос на конкуренцијата која што го продавала истиот и ние преку reviews или други купувачи кои што го купиле тој производ претходно одлучуваме кои се тие проблеми или дисфункционалности кои што ги имале и освен дизајнот да ги поправиме и тие работи. Процесот е нарачување на производи од Кина, ги испраќаме во Америка, во пред-центри повторно како што и за нас ќе бидат потребни пред-центрите во моделот онлайн арбитража, ние ги испраќаме во Кина, во тие пред-центри, но директно од Кина. Сега имаме различни цени на Private Label кога купуваме од фабрики во Кина или во било која друга фабрика и да е од Америка. Значи двата модели кои што односно цени кои што ги плаќаме се едната е DDP или Delivery Duty Paid, а другата е Xworks. Разликата меѓу нив е што во Delivery Duty Paid цената која што ја плаќаме е онаа цена донесена до пред-центарот во Америка. Xworks е онаа цена што ја плаќаме кога ќе излезе производот од фабриката. Се после Xworks додаваме трошоците за царина, за увоз или за транспорт на производот до Америка. Тоа е разликата меѓу Xworks и DDP. Повторно процесот понатаму е ист за испраќање на производот во Амазон, ако го работиме моделот FBA, со тоа што пред-центарот ги пакува производите повторно по критериуми на Амазон, исто како за нашиот модел што го работиме во онлайн арбитража, го испраќаат во Амазон, Амазон ги прима тие производи и повторно прави релокација на истите низ цела Америка. Разликата во моделот Private Label и оној што ние го работиме е во користењето на маркетинг. Значи бидејќи шириме свој бренд и продаваме производи под свој бренд, нашиот бренд не е познат помеѓу купувачите во Америка и мораме да се рекламираме за да можеме да направиме одредена продажба и да дознаат, односно бренд awareness да имаме. Маркетинг кампањите во Амазон директно интерно се нарекуваат PPC кампањи или pay per click кампањи, каде што се бидува на одреден keyword за да може да се победи конкуренцијата која што го продава истиот производ, односно производ кој што се таргетира истиот keyword како оние што го продаваме ние. Во смисла ако продаваме повторно пример да го земам за фудбалски топки, ние треба да правиме бидување на keyword за фудбалски топки и да победиме конкуренцијата за да излегуваме
најгоре на search results во amazon.com кога ќе бараат купувачите фудбалски топки. Тоа е користење на маркетинг и треба некој малце по адванс ниво на знаење за маркетинг, за да успееме да победиме конкуренцијата и да оптимизираме продажба. За олеснителна околност кај нас во Волен арбитража што не користиме ниту 1% маркетинг, затоа што продаваме веќе постоечки брендови кои што си имаат своја поборувачка и историска репутација. Доколку се одлучиме да го работиме private label моделот, затоа што се фокусираме на еден бренд, тоа е нашиот бренд, потребен е поголем капитал за повеќе единици производ да носиме во Амазон од тој бренд. Значи не правиме диверзификација како Волен арбитража, повеќе брендови за помалку количина, целиот капитал би ни бил вложен во тој еден наш бренд. Кога би сакале да продаваме со ексклузивно право нашиот бренд, значи не е едноставно само да го закачиме како производ на Амазон да го креираме наслов. Пример да ви покажам било кој производ што постои на Амазон. Некој продавач го креирал тој производ и вметнал опис на производ, слики, видеа, наслов, се што е потребно околу еден product detail page, некој веќе го направил тоа. Ние кога продаваме во онлайн арбитража, ние рековме ќе креираме еден листинг, ќе одиме практично низ тој портал како го прикачуваме нашиот листинг и нашата понуда на производот, но ако нашиот производ не постои на Амазон и ние сакаме од скреч, од нула да го креираме, бидејќи е наш бренд и прв пат го продаваме, ние треба да имаме добри слики за производот, евентуално видео за подобра конверзија при купување, нашиот бренд ќе стои тука, насловот на производот за да таргетираме keywords со што луѓето полесно би се нашле, дали се функционалности, спецификации или бренд нейм или комбинација од сите. Овие се нарекуваат bullet points, кај што накратко се објаснати главните состојки или ударни точки кои што се потребни за карактеристиките кои што се за нашиот производ. И повторно доле можеме други информации да вметнеме за истиот тој производ. Product description исто, колку size е, која тежина е, се тоа не треба само да го менуваме ако сме private label продавачи. Во овој случај производот не е private label, но сепак него го креирал. И ние при креирање на листингот никој од овие информации не треба да ги креираме, затоа што веќе постојат на Амазон и некој ги креирал за нас. Ние си прекачуваме само наша понуда и листинг за што ќе се навратиме подоцна повторно. Ексклузивното право на продажба на нашиот бренд не зависи дека ние сме го направиле тој бренд и сме ставиле етикета или лейбл дека производот се продава на Амазон и сакаме да го продаваме, и дека имаме ексклузивно право да го продаваме само ние, а не и други продавачи. За да го добиеме тоа ексклузивно право, треба да склучиме да регистрираме трейдмарк со државата, каде што ќе го продаваме тој производ. Значи, ако го продаваме на америчкиот пазар, треба да регистрираме трейдмарк во Америка. Ако имаме трейдмарк во Европа, тој не ни важи во Америка. Мораме повторно нов трейдмарк да регистрираме во Америка. Затоа што при креирање на производот во Америка, што би го продавале под свој бренд, можно е други продавачи како нас да се приклучат на самиот производ, дали да најдат некоја лоша копија или они да го изработат со нивна етикета производот, ист како што е наш, иако ние сме го креирале од нула, иако ние брендот сме го измислиле како да ни се вика нашиот бренд е нашиот производ, они можат тоа многу лесно да го копираат од Кина и они да го продаваат заедно со нас производот, иако ние сме имали идејата и целокупниот маркет ресерч сме го направиле, они само да се прикачат, да речем, на нашиот производ. Тие се нарекуваат hijackers, продавачи кои што се прикачуваат на веќе постоечки производи кои што немаат право, односно ние сакаме ексклузивно само да ги продаваме тие производи. Ако регистрираме трейдмарк во Америка, ние добиваме ексклузивно право само ние да го продаваме тој брендиран производ. И секогаш кога ќе се приклучи друг продавач на нашиот производ, ние го контактираме Амазон и бараме од него да го отстрани тој продавач од нашиот производ. Доколку немаме регистрирано трейдмарк, ја губиме таа опција да го отстраниме тој продавач од нашиот производ и ќе мора да ни биде плюс конкуренција. Трейдмарк, за регистриран трейдмарк во Америка трошокот е околу $500,000 со тоа што се чека одреден период, најчесто 8 до 12 месеци, но мислам дека се каже USPTO телото во Америка за издавање за регистрирање на трейдмарк, они ќе ни издадат нас документ дека нашиот трейдмарк е во процес на изработка, тоа ќе изгледа како буквата Р со кругче, тоа значи дека производот е во изработка. Кога трейдмаркот ќе биде регистриран, тоа ќе пише со мали букви ТМ и во кругче ќе има повторно напишано. Значи и тогаш би ни би добиле дозвола
да ги отстраниме тие hijackers, дури ако има само процесна изработка. Општо за private level е потребно поголем капитал. Најчесто се вижда таа сума моментално во Америка за околу 15 до 20.000 евра за работење на овој бизнис модел. Повторно, како што кажав, добро познавање на маркетинг како алатка за ширење на бренд awareness и борба со конкуренцијата, но борба со конкуренцијата не е интерна на самиот производ, туку борба со конкуренцијата кои што го продаваат истиот или сличен производ со малку изменети карактеристики, но во истата подкатегорија, да речам, имаат свој личен бренд. Проблемот со нерегистриран трейдмарк прво е неможноста да ги отстраниме нели тие продавачи кои што би се приклучиле, но исто така има и поголем проблем ако ние всушност со кампањи го расшириме нашиот бренд и гледаме дека има добра заинтересираност и побарувачка за истиот, ако не сме во процес за регистрирање на тој трейдмарк, тогаш може да се приклучат друг некој продавач, може да го регистрира пред нас и кога ќе излезе неговиот трейдмарк, иако ние све сме направиле маркет ресерч и сме ставиле бренд нейм, они да го регистрираат тој бренд или трейдмарк во државата и да го добијат тој ексклузивно право и потоа од нашиот производ они да не отстранат. Затоа ако се работи тој модел на private level, многу е важно да се имаат тие работи во преглед, но повторно е поголем капитал потребен затоа што има нешто што се нарекува inventory flow. Inventory flow значи дека ние кога продаваме онлайн арбитража производи, ги продаваат и други продавачи. Значи ние кога отидеме out of stock со производите, други ги продаваат, дали ќе се вратиме за продажба на производот за кратко време или понатаму, не е туку зависи за нас затоа што не е нашиот бренд и немаме вложено повеќе ресурси во еден бренд. Ако не го продаваме тој, ќе продаваме некој друг бренд што е профитабилен. Но во private level тој inventory flow значи дека ние секогаш треба да имаме одредена количина во Амазон. А посебно е потешко тоа се одржува ако производите ги купуваме од Кина, затоа што имаме транспорт на производите, посебно ако со брод ги испраќаме треба еден месец додека стигнат, со авион треба да видиме дали трошокот за транспорт со авион би ни бил добар за да бидеме профитабилни, дали би бил преголем или би бил нашите граници. И тој циклус на едномесечно испраќање на производите во Америка треба секогаш да имаме количина на залиха во Америка во Амазон, количина на залиха во препцентарот каде што ностоп ќе испраќаат нови производи за да дополнуваат онаа залиха што веќе се продала и секогаш да има изработка на нови производи во Кина. Затоа што ако дојдеме во ситуација каде што направат дел производ нема залиха, повеќе од 2 до 3 недели, во Амазон има нешто што се нарекува деиндексирање на производот и тоа што си го изградил со PPC кампањи и со organic search, ако те нема подолго време на Амазон активен да имаш некоја количина активна која што е во Амазон, те деиндексира и целиот процес го почнеш од нула. Значи позадински алгоритмот работи дека бара цело време да имаш количина на залиха, што е многу битно за private level. Таа е причината зашто пред се треба некоја поголема сума и маркетингот меѓу другото. Ова е интересен модел за работа, но треба да се знае точно како функционира системот во Амазон, да располагаме со малце поголем капитал и повторно дали маркетинг ќе работиме ние или ќе направиме аутсорсинг за маркетинг некој друг што има познавање да работи за нас, све тоа да биде еден трошок за нас и општо бара познавање на Helium 10 и Jungle Scout, тие софтвери што ви кажам дека не се потребни за анализа на производи во моделот private level. Најголем дел од продавачите во Амазон го работат токму овој модел и на долг рок можеби поисплатлив од причина што на долг рок може да го продадеш својот бренд за некоја повисока цена. Значи ќе изградиме бренд и го продаваме на некоја компанија што откупува брендови. Но првичниот аспект и борба за да бидеме профитабилни е во тоа дали сме доволно обучени и имаме доволен капитал и време за да вложиме во овој бизнис. Затоа и многу луѓе започнуваат со моделот онлайн арбитража и понатаму ако имаат повеќе труд и време вложување во Амазон бизнисот, можеби ќе направат транзиција во private level или ќе ги работат двата бизнис модели паралелно. Вториот бизнис модел кој што е исто така доста застапен помеѓу продавачите на Амазон е моделот wholesale. Ова е модел на препродажба на производи, значи не е на продавање на свој бренд како што беше во private level. Ова е модел на препродажба на производи, слично на моделот што го работиме ние онлайн арбитража, но главна разлика помеѓу овие модели е од каде ги купуваме производите. Значи, онлайн арбитража рекоме дека купување на производи од други продавници во Америка. Сум набрал тука едни од најголемите продавници во Америка, Target, Walgreens, Vitacos, Home Depot. Тука си Walmart, Kohl's, Macy's. Имаме листа на најголеми продавници каде што може да купуваме тие производи.
Исто така може да купуваме и од помали продавници, не се само овие, но ова е за пример. И тоа е моделот на онлайн арбитраж. Значи, наоѓаме производи на попусти и ги продаваме за повисока цена на Амазон. За разлика од тоа, во wholesale моделот производи ги купуваме од wholesale дистрибутери. Тие се дистрибутери кои што продажбата ја вршат офлайн. И тие не продаваат на физички лица, тие продаваат само на правни лица, односно ако имаш регистрирана фирма, попрепорачливо е ако работиме на амерички пазар, таа фирма да е регистрирана и во Америка. Овие wholesale дистрибутери се авторизирани препродавачи на брендот и ги купуваат производите директно од самиот бренд. Затоа имаат доста пониски цени и затоа и всушност во овој модел при купување на производ овие дистрибутери имаат MOQ. Во терминологија да рекам MOQ дека е minimum order quantity или минимум количина која што треба да ја купиш, да ја освариш, да исполниш квота некоја за да купиш производи од нив. Тој MOQ може да биде во количина на единици производ или да биде во апсолутна вредност во пари или во финанси. Купувањето на една единица, односно купувањето на производи од wholesale дистрибутер бара познавање од поголемо познавање на анализа на производите, затоа што немаме такава диверсификација на нашето продажно портфолио како што имаме во моделот онлайн арбитраж. Во моделот онлайн арбитража не постои MOQ, minimum order quantity, која што ја поставуваат самите продавници, односно ние може да купиме и една единица производ и повеќе во зависност дали имаат ставено лимит на максимално купување. Они кај нив има лимит на максимално купување, кај тие продавници, додека во wholesale има лимит на минимално купување. Тоа е главната разлика меѓу нив, односно од каде го купуваме тој производ. Бидејќи купуваме поголема количина од wholesale и ја немаме таа диверсификација, ние треба да имаме доста големо знаење и практично искуство при купување на производите, затоа што ако купиме 10 единици производ од еден асин, тогаш треба сме сигурни дека би ги продале во одредено време, дека сме профитабилни и таа евентуална грешка при анализа што би ја направиле, повеќе би начинила отколку она што би купиле во онлайн арбитража, каде што можеме да купиме и едно до две парче за да направиме тестирање на производот и да видиме како би го продавале истиот. MOQ кај секој wholesale дистрибутер може да се разликува, но колку е поголем MOQ-то, толку се поголеми шансите неговите производи да се со пониски цени и профитабилни за препродажба. Значи постојат и помали wholesale дистрибутери кај што нивниот MOQ е доста понизок од во споредба со некои други wholesale дистрибутери, но производи што тие ги продаваат, речиси никогаш не се профитабилни за препродажба на платформата на Amazon. Зашто е тоа така? Затоа што тие што се поголеми сакаат да соработуваат со поголеми клиенти, да немаат премногу клиенти кои што се помали со капитал, со помал капитал вложуваат, сакаат да соработуваат со помал број на клиенти кои што вложуваат поголем капитал. И поради таа услуга и нивна, да речеме, ослободување од технички аспект на комуникација со повеќе клиенти, исто така им даваат и големи попусти, а втората причина што влијае затоа што они даваат MOQ повисок, они имаат поголема количина на залика за разлика од овие wholesale дистрибутери кои што имаат низок MOQ. Тие што имаат низок MOQ од $200 како што е наведено во примерот, можеби само сакаат да продаваат одредена залика која што има и немаат голема количина која што може да се дозволи да чуваат во нивните магазини, сакаат побрзо да ги продаваат производите. За разлика од нив овие што имаат поголем MOQ од да речеме 5 или $10,000, имаат огромни хангари, огромна залиха и цело време се во ренарачка на производи од wholesale, од брендовите директно. Тоа е една од главните причини зашто ние треба да бидеме сигурни во нашите анализи кога би вложиле поголем капитал. Значи они кои ни дадат MOQ, може да ни дадат на ниво на еден асин, на ниво на бренд, на ниво на нарачка, во зависност од начинот на кој што функционира тој wholesale дистрибутер. Во зависност од начинот на кој што функционира тој wholesale дистрибутер. Значи, ако е нивото на MOQ ставено на еден асин и е доста големо MOQ за еден асин, тоа е најверојатно уште поголем wholesaler од некои други, затоа што не ограничува на купување на поголема количина од еден асин. И тоа повторно за нас проблем затоа што немаме диверсификација на нашето портфолио. Ако е на ниво на еден бренд, тоа може да купиме различен тип на производи или асин од еден бренд,
Например, $5,000 ако има MOQ одреден wholesale дистрибутер, ние може да купиме дури 20 или 30 различни асини од тој бренд и да исполниме таа квота. Но најчесто она што го бараат wholesale дистрибутерите е на ниво на нарачка. Значи може да става 5 или 10,000 на ниво на нарачка и ние да комбинираме различни брендови и различни асини. И тука повторно ние може да направиме диверзификација, затоа што ако имаме доволно профитабилни производи кои што сакаме да ги купиме од нив, ние ќе го диверзифицираме на истиот начин како што тоа го правиме во Оланд арбитраж. Би купиле помалку единици производ од повеќе различни брендови, од повеќе асини и повторно ќе имаме таа диверзификација. Единствено, они може да имаат две нивоа на MOQ, првото да биде на ниво на нарачка, а второто на ниво на еден асин. Може би да речат MOQ на ниво на нарачка да е $5,000, а MOQ на ниво на асин да е минимум 10 парчиња од секој асин. Тогаш би требало да правиме друга математика и друга комбинација. Тоа е во врска со MOQ на wholesale дистрибутерите. Баш поради тоа и потреба поголем капитал во однос на моделот што ние го работиме во арбитража. Најчесто е над $10,000 на месечно ниво, од причина што ако купуваме од помали дистрибутери, повторно ретко е да имаме профитабилни цени за продажба на Амазон. Што се поголемите поголеми wholesale дистрибутерите, да имаме поголем попуст за препродажба на производите на Амазон. Return of Investment или ROI, ова е термин кој што ќе го користиме за пресметка на нашата профитабилност. Чисто да ви објаснам што значи ROI, зашто ќе го употребуваме. ROI значи стапка на принос кај нас или Return of Investment. Наједноставно кажано, доколку ние вложиме $1,000 во одредени производи, имаме 30% ROI, нашата заработувачка би била $300. Односно колку профит заработуваме во однос на инвестицијата која што ни е на тој производ или група на производи. Не е битно, зависи дали таргетираме ROI на еден асин или на ниво на целокупна наша продажба. Така да тие $300 како профит би ги ставиле во сооднос на $1,000 што ни инвестиција, би можеле по 100 и би добиле дека нашиот ROI во тој случај е 30%. Во моделот wholesale овој ROI варира околу 20 до 25% и пократно што се купуваат поголеми количини и директно од дистрибутер, а ние во моделот на арбитража купуваме директно од продавници, ние многу често имаме поголем ROI на производите од оние што имаат во wholesale. Малце нема логика на прв поглед зашто би имале они помал ROI од нас. Најголемата логика е во тоа што продавниците од кои што ги купуваме ние тие производи се прво многу поголеми од wholesale дистрибутерите кои што ги продаваат овие производи на Амазон продавачи или на било кој што продава на некоја друга платформа. Поради тоа може да се дозволат продавниците како Walgreens, пример, повторно ќе земам, која што има 100 милиарди годишно промет, да се дозволат пониски продажни цени, поради тоа што имаат доста пониски набавни цени од wholesale дистрибутерите. И на тој начин ние со тоа имаме дури пониска набавна цена на одредени брендови и подобар ROI. Но каде е, да речам, логиката на работење на моделот на wholesale? Пред се не работиме на попусти. Значи попустите се ограничени и траат одредено време. Наше е да наоѓаме продавници кои што во тој момент имаат попусти и да ги искористуваме тие попусти. Односно, ако производот се продава за регуларна пазарна цена од $40, моментално ако е на попуст на $20, ние во тој момент кога ја купуваме, тие попусти траат 3, 5, 7 дена, зависно од колку продавницата прави промоција на одредени брендови или производи. Кога ќе ги купуваме на $20, а регуларна пазарна цена е на 40 и ние потоа ги продаваме на Амазон за $40. И така всушност ние го заработуваме нашиот проект, купуваме на профит, купуваме на попусти. Во wholesale не постојат попусти, постојат само на така наречени volume discounts, но тие не се токави као 50% како што се, да речеме, вие во онлайн арбитраж. Може да добиеш 5% плюс на цела нарачка ако нарачаш, да речеме, на $20,000 или 7% ако нарачаш на $30,000. Помалку се ние попусти, но основните набавни цени и продажни на wholesale се пониски од оние што се регуларни во продавниците во Америка. Значи, ако регуларна цена е $40 во америчката продавница Walgreens, кај wholesale дистрибутерите може да биде 22-3. Ама они да дадат 5 до 7% попуст на купување на поголема количина, а овие продавниците што се да дадат 50%. Значи, само регуларна цена е повисока кај онлайн арбитража, односно кај продавниците, а овие на wholesale имаат пониска основна вредност и затоа дадат пониски попусти.
Но тоа е првиот начин зашто имаме подобар ROI. Вториот е затоа што голем дел од оние што работат wholesale, брендовите кои што соработуваат со wholesale дистрибутери, најчесто ставаат мап цена на производите. Мап цена, ако се сеќавате претходниот пат што зборавме, е minimum advertising price. Тоа значи дека под таа цена не дозволува да се продаваат производите. Не може да се рекламира продажба под таа цена. И најчесто овие брендови што се работат при wholesale моделот, не може да ги најдеме ние да бидат профитабилни во моделот онлайн арбитража. Тие ќе бидат профитабилни во моделот wholesale, во онлайн арбитража, затоа што ние не може да купуваме на регуларна набавна цена и да продаваме на регуларна пазарна цена во Амазон, би биле во загуби. Затоа и таргетираме производи што се на попусти. А преку оваа мап полиса што ја воспоставуваат брендовите, тие ги ограничуваат продавниците да ставаат големи попусти или воопшто некој не дозволуваат никаков попуст на нивните производи, додека холселерите затоа што прават офлайн продажба, тие не се рекламираат како да имаат свој вебсайт, како што реков Target, Walgreens имаат или Walmart како најголеми, тие имаат офлайн продажба. И наоѓањето на овие холселери дури е некогаш и потешко да се најде на Google, треба да се оди по мапи, да се бара wholesale дистрибутери во одредена област и да се види точно каде се наоѓаат тие, затоа што за нив не се интересни оние купувачи како нас кои што ги бараат на интернет. Они бараат поголеми продавачи, кои што поголеми купувачи, во тој случај сме ние, а продавачи на Амазон, кои што можат директно да ги сконтактираат, дали физички да се договорат за услови за соработка и не толку дават, не ставаат толку акцент на онлайн рекламирање и онлайн присутност. Тие што имаат холселери онлайн присутност, во најголем дел од случаите се помали холселери и немаат добри набавни цени и продажни во исто време за нас за да ги препродаваме на Амазон. Поради тоа што тешко се наоѓаат тие производи во тие продавници кои што ние ги бараме за моделот онлайн арбитража, оние кои што го работат wholesale моделот имаат помала и постабилна конкуренција и стабилни продажни цени, при што се вложува поголем капитал и постои потенцијал за поголем раст на бизнисот, иако ROI на поединечни производи е помал, затоа што пред се они можат цело време да ги купуваат истите производи, доколку тој wholesaler ги има на залиха, не треба да чекаат одреден попуст. Ние во онлайн арбитража може ќе купиме еден производ за 2 месеци, па тек после 2 месеци повторно да го купиме додека повторно нема некој попуст за тој производ. Но затоа ние по друга страна сме диверсифицирани на различни производи, само бараме каде има попусти во моментот, а не е битно дали некој што го купиле порано го има овој месец или го нема. Нас не е битно каде има попусти, тогаш да ги затвориме нашите средства, односно да ги вложиме во производи кои што сега се на намалена продажна цена. За да се работи овој модел потребна е, како што реков претходниот пат, фирма, препорачлива во Америка, затоа што wholesale дистрибутерите се наоѓаат во Америка, односно има и некои што се надвор од Америка, но подобро е за верификација на нивната автентичност и дека се авторизирани од Амазон и за намалување на нашите трошоци за транспорт, да соработуваме со wholesale дистрибутери кои што се во Америка. Затоа ни е потребна фирма, затоа е напишано препорачлива во Америка, за да биде како домашна соработка и сертификат за препродажба. Овој сертификат се вика resale сертификат, за кој се аплицира во државата во која што е отворена фирмата. Сите wholesale дистрибутери го имаат овој услов и не прават продажби директно на физички лица, односно продажбата е исклучиво B2B, односно business to business. Ние не можеме како физичко лице да се јавиме во wholesale дистрибутери да кажеме сакаме да купиме одредена нарачка, ќе ни бараат, барем оние сериозните wholesale дистрибутери ќе ни бараат фирма и resale сертификат. Тоа е околу wholesale, би се префрлило на кратко за овој арбитража, затоа што четвртиот модел не е малку подлабоко за нашиот модел на работа и овој е всушност моделот кој што ние го изучуваме на обуката и е најважен за нас. Но на кратко, онлайн арбитража представува модел на купување на брендирани производи од други продавници и нивна препродажба на платформата на Амазон. Предноста, како што напоменав кога зборев за wholesale, е во можноста за поголема диверсификација на производите што ги продаваме. Значи, при купување на производите не постои ограничување на количината што сакаме да ја купиме. Например, може да купиме само еден производ, ако анализите ни укажуваат дека производот не продава премногу и не сакаме само да направиме одредено тестирање на купувањето, а да не купиме поголема количина како што би било пример во wholesale поради MOQ, односно minimum order quantity моделот. Во онлайн арбитража можеме од друга страна повторно, како што кажав во претходниот пат, да имаме ограничување на максимална количина
за купување. Одредени продавници тоа има на лимит од 50 или 100 парчиња, некои имаат 12 парчиња во една нарачка, некои имаат 3, 5, но под 5 е многу ретко да се најде продавница. Обично, ако има лимит на купување на еден производ, значи ние може да купиме 10 различни производи по 5 парчиња, но од еден производ може да има лимит од 5 единици. И тоа е за една нарачка. Сега ние кога купуваме од онлайн арбитража, некои од тие продавници може да ни откажат нарачка заради поголема количина, не знаат зашто е, дали е можеби украдена картичката, имаат некои сигурnosни системи, треба да направиме проверка со нив и реверификација на купувањето, да им потврдиме дека е легитимно купувањето. Некои едноставно не дозволуваат голема количина, затоа што ако нешто е на попуст, сакаат да имаат за повеќе од нив да купуваат, а не само еден да купи поголема количина. Но тоа зависи од самата продавница и овие лимити и откажување на нарачки повеќе се случуваат ако купуваме директно од бренд вебсайт. Значи, ако купуваме Nike директно од Nike, може да ни откажат такви нарачки. Ако купуваме продавници, така наречени ритейлери, кои што ги користиме за продажба, како Walgreens, Target или Walmart, како што напоменав, тогаш многу ретко се случува да се случи откажување на нарачка. Затоа што они работат чиста трговија, не продаваат свој бренд. И за нив е корист да продаваат што е можно повеќе, дури да е нешто на попуст во моментот. Иако имаме лимит на купување, тоа е реков на нарачка, ние може да направиме повеќе нарачки ако сакаме да купиме поголема количина од еден производ. Но за почетокот кога ќе работиме, може би е попаметно пред да бидеме искусни во анализите и да добиеме практично искуство, да се фокусираме на тестирање на производи и по неколку единици производа да купуваме од различни асини и брендови, за да добиеме практично искуство на што се случува на пазарот, кој е системот за работа на Амазон, како се прават продажбите, и потоа да почнеме да зголемуваме единици од различни производи кои што ги купуваме. Но мораме да тестираме со 2, 3, 5 парчиња. Да не купуваме 30 парчиња од еден производ, без разлика на капиталот кој што ќе го вложуваме во овој бизнис, за разлика од другите private wholesale не е толку голем. Можеме да се започне со само $1000 и тековно како растеме да си уфрлуваме нови средства. Не е wholesale пример да ни треба $10,000 на месечно ниво. Но да се задржам на онлайн арбитража во следниот модул, сакам да продолжам сега на ритейл арбитража. Ова е модел кој што е речиси идентичен на моделот онлайн арбитража. Единствена разлика е што во моделот онлайн арбитража купувањето од продавниците го правиме онлайн, додека во ритейл арбитража купувањето се прави физички, со физичко купување од самите продавници. Ние, дека не сме во Америка, не можеме тоа да го правиме, треба да одиме продавници во Америка, пример, или значи ритейл арбитража општ поем, не е само за Амазон. Ова е бизнес модел кој што се користи за Амазон. И тоа важи за претходниве бизнес модели кои што ги зборав. Ние ритейл арбитража кога работиме да речеме во Германија, ние можеме во Германија да купуваме од продавници физички производи и да ги продаваме во Германија. Но нема логика да купуваме ние од тука и да испраќаме, ако продаваме на америчкиот пазар, од тука производи што сме ги купиле, дури да се профитабилни на америчкиот пазар. Затоа ритейл арбитража, конкретно во овој случај за Америка и за продажба на Амазон во Америка, е купување, физичко купување на брендирани производи од продавниците. Ако ние купуваме производи од Walgreens во онлайн арбитража онлайн, тој што го работи моделот ритейл арбитража ќе влезе во продавницата и од таму ќе го купи производот. Ова е модел кој што на почетокот пред се американците, нели, дека они имаат можност да го работат овој бизнес модел, го започнуваат овој модел, па потоа се префрлуваат на онлайн арбитраж. Но тоа било, да речем, пред неколку години кога се започнувал и бил прилично нов бизнес модел Амазон како начин на работа и на продажба на производи. Предноста што има овој модел, да речем, во однос на онлайн арбитража е во неограничување на количината што може да се купи од одреден производ. Значи, одредени продавници при онлайн продажба, како што кажав, имаат одреден лимит и можат или да не откажат нарачки или да не лимитираат колку сме да купиме единици од еден производ. При ритейл арбитража постои можност за купување на поголеми количини. Повторно зависи од продавницата, но замислете наједноставно, во Америка одиме во наша наслада во продавници, како тука да одиме во Tinex и се здружуваме со менаџерот кој што е одговорен за таа продавница во Tinex и кога и да има попуст или некои големи промоции, ќе ми известат, ќе одиме, ќе купуваме поголема количина, повеќе стварање на човечки односи и конекции со вработените во таа продавница, за да имате секогаш прва информација за голем попуст и за неограничено купување. Ако некоја продавница има различен terms of service и различни услови за купување,
ако одиме на каса со 50 единици од еден производ, легитимно е да не прашат и да не кажат дека не можеш да купиш толку производи, затоа што имаме лимит на купување. Тоа е најчесто на оние производи кои се на голем попуст. Значи, ако е регуларна цена, никој нема да не лимитира. Ама ако е на попуст, нормално сакаат да купат повеќе луѓе, не е попустот само за еден човек. И затоа некои продавници имаат таа полиса и дури на каса ќе не вратат и ќе не откажат нарачката, но ако се случи однос со некој од вработените или одговорен, така некои од тие луѓе ја избегнале тоа ограничување и дошле да може да купуваат поголеми количини. Начинот на кој што купуваат е или од дома прават анализи и гледаат во која продавница е производот in stock или го имаат во таа продавница и потоа физички одат во таа продавница и го купуваат, а вториот начин е го користат софтверот што и ние го користиме SellerAmp, ги скенираат со нивниот телефон баркодот на секој производ, каде што им излегува дали тој производ се наоѓа на Амазон. На телефон прават првична анализа дали производот е профитабилен за нив на таа набавна цена, која е поборувачката и тоаш го купуваат производот во самата продавница. Купувањето на производот никогаш не се прави со готовина, со кеш пари, секогаш се плаќа со картичка, затоа што и во нашиот случај, затоа што работиме онлайн купување, секогаш ќе се плаќаме со картичка, но во секој случај Амазон може некогаш да ни побара верификација на легитимноста на производите. И дел од тоа е нашиот банк стейтмент или извод од банка, каде што ќе има таа трансакција од каде што сме го купиле производ, за да има доказ дека производот не е фейк или дека е легитимен. Со тоа би докажале дека ние имаме правилен source supply, односно купуваме правилни и легитимни продавници. Ако тоа го направиме само со кеш, со готовина, тогаш ние ќе имаме само сметка од продавницата, но немаме доказ уште еден како банк стейтмент да потврдиме дека сме купиле од легитимни продавници. Тие се двата начина кои што ги користат ритейл арбитража, но ние сме онлайн арбитража и ова и да сакаме не може со овој модел да го работиме тука. Дропшипинг, значи ова можеби најпознат модел и во Македонија и на општо луѓе кои што првично започнале со работа. Овој бизнес модел има различни карактеристики за разлика од нашиот модел на арбитража. Главната карактеристика на дропшипингот е што ние не го купуваме производот пред да го препродадеме. Значи во онлайн арбитража правиме анализа на софтверите, го наоѓаме производот, го купуваме и потоа го продаваме. Во дропшипинг моделот ние наоѓаме производ од каде што може да го купиме, но не го купуваме, само бараме дали се продава истиот на Амазон. Ако се продава истиот на Амазон, ја гледаме неговата продажна цена и ја гледаме набавната цена од онаму каде што сме го нашле како дропшипинг supply. Има различни критериуми кои што и рестрикции од страна на Амазон кои што треба да се почитуваат, да се работи на правилен начин со цел да не се деактивира нашиот акаунт, затоа што во секој случај ние е потребно да ги пратиме неговите регулативи и критериуми за да не го деактивира акаунтот, но за дропшипингот има една многу битна работа. Значи дропшипинг многу луѓе ги изгубиле, односно им се деактивирани на акаунтите различни поради неправилен начин на продажба. Како го прават дропшипингот? Они креираат свој листинг на Амазон, но го креираат со моделот FBM, затоа што рекавме во моделот FBM производите не ни се во магазините на Амазон, тие ги имаме кај нас. Всушност ние сме одговорни за складирање и за транспорт на производ. Но ние не сме тука одговорни за складирање затоа што се уште не сме ни ги купиле производите. И како го правиме тоа? Кога ќе добиеме нарачка од некој купувач на Амазон за повисока набавна продажна цена на Амазон, ние се окриваме листингот нашата понуда, нашата продажна цена, моделот што го работиме, во која состојба продаваме, дали е new condition или used condition, и чекаме да има нарачка од било кој купувач во Амазон. Кога ќе добиеме нарачка, ние во истиот момент правиме нарачка од друга продавница. Дали е таа Walgreens, Target или Walmart, го купуваме производот од таа продавница и шипинг адреса ја ставаме она адреса на купувачот кој што купил од нашот Амазон, затоа што во моделот FBM ние знаеме која е таа адреса за да испорачаме. Кога ќе знаеме таа шипинг адреса, ние во продавницата купуваме истиот производ и ја ставаме таа шипинг адреса на тој купувач. Така што таа продавница директно испраќа истиот производ на адресата на купувачот што купил од нас. Најголемиот проблем што се јавува е што купувачот кој што купил од нас, најголем проблем
бизнес моделот дропшипинг, ако го работиме купувањето и продавањето на производи од продавници и они директно да го испорачуваат до крајниот купувач, е во тоа што замислете, нарачувате вие од Амазон и ви стига производ од Walmart, неговиот најголем конкурент. Ви стига спакуван во Walmart брендинг кутии, во Walmart спакуван цел производ и вие мислите дека треба нели нормално од Амазон сте направиле купување. Тоа е првиот момент каде што добиваш производ од друга страна, од кај што си мислел дека ќе добиеш ти. Вториот и поголем, можеби најголем проблем на овој модел е што купувачите ќе бидат незадоволни од цената која што ја платите. За да вие заработите профит, треба да го продадете производот поскапо од тоа што ќе го купите, така? Но сите производи имаат стикери со цените продажни на нив. Сега вие ако платите во Амазон $40 и ви стигне производот со стикер дека бил $20, на никој не му е пријатно дека платил плюс $20 за некој производ кој што може да го купи од друго место. И тука се жалат на самите Амазон дека добил во друга кутија производ, дека платил поише и Амазон тогаш ќе не пробери нас каде ни е типот на купување и ако види дека сме го направиле буквално ова, овој дропшипинг не е дозволен и ќе ни го деактивират акаунтот. Дозволениот тип на дропшипинг, кој што се користи многу малце на Амазон, затоа што е многу тешко, има многу малку дропшипинг легитимни суплаери. Може би има неколку суплаери со кои што соработуваат многу продавачи. Замислете дека вие сте продавач кој што сака да работи дропшипинг, правите анализа на пазарот во Америка и наоѓате дропшипинг суплаери кои што соработуваат со Амазон продавачи. Правите анализа на нивните производи и ги наоѓате на Амазон. Се што ви е вас профитабилно како набавна цена од дропшипинг суплаерот, вие го креирате вашиот листинг, вашата понуда на Амазон за производ што веќе постои на Амазон и вметнувате ваша продажна цена. Што вметнувате ваша продажна цена, тогаш веќе ви активен производот. За тој дропшипинг суплаер не сте само вие уникатен да речам партнер или клиент. Тој соработува со други Амазон продавачи. И сега ние го користиме повеќе дропшипинг продавачи, користиме и суплаер, ние ќе имаме пристап до истите производи, ќе си видиме конкуренција еден на друг цело време, но пред се интегрирани сме со систем. Значи системот на тој дропшипинг суплаер е интегриран со Амазон. И зашто е тоа малце олеснителна околност во однос на преходниот модел кој што првично е неправилен, а второ е и нешто што треба рачно да купуваме ние производи да испраќаме на адреса. Во овој модел преку интеграција на софтверот кој што го користи дропшипинг суплаерот со нашиот Амазон акаунт, при секоја добена нарачка за производи од тој дропшипинг суплаер, во исто момент кога добиваме ние нотификација дека сме добиле нарачка, нотификација добива и самиот дропшипинг суплаер. Тој ја пакува таа нарачка, но во generic кутија, значи не брендирана кутија, празна кутија, без да пишува Walmart или било што. Трга стикери ако воопшто имало на продажна цена, за да не биде незадоволен купувачот и го испраќа директно од неговиот магазин на адресата на купувачот. Тоа е прифатлив модел кој што Амазон го прифаќа, но пак ви кажам маргините кои што се користат во дропшипинг, затоа што пред се не користиме исто маркетинг, затоа што продаваме на Амазон. Ама користиме исто дропшипинг суплаер како многу други продавачи, има голема конкуренција и плюс поради тоа што не плаќаме однапред, ризикот на страна на дропшипинг суплаерот кој што има количина на залика, која што ќе продаде од кога ние ќе продадеме, набавните цени се доста повисоки. Во однос на нашите продажни, може би заработиле помали маргини или помал рој во однос на другите модели. Тоа е еден од причините зашто дропшипинг е некако во позадина модел кој што го работат Амазон продавачи не е толку актуелен. Но единствената разлика меѓу дропшипинг на Амазон и дропшипинг општо е во тоа користењето на маркетинг. Значи, ние можеме да правиме дропшипинг на свој вебсайт, да купуваме повторно од други суплаери или што и да е производи, суплаери во смисла на овие што ги поврзуваме со софтвери или пак суплаери како Walmart или Walgreens, со тоа што го немаме тука Амазон да ни даде нас казна или деактивација затоа што продаваме на свој вебсайт. И тука повторно имаме послободни раци за правење на дропшипингот, но најголемиот предизвик и доста тешко во работењето на овој модел е да донесеме трафик, односно потенцијални купувачи на нашиот сајт. Затоа што ние немаме развиен сајт, ние тек сме го отвориле сајтот, за да продадеме нормално треба да имаме потенцијални купувачи. Најлесен начин и единствен начин е преку маркетинг кампањи. Дали ќе биде тие Google Ads, моментално TikTok е добра платформа за рекламирање, Facebook, Instagram, што и да е,
нашиот модел ќе биде маркетинг за носење на потенцијални купувачи. И тоа е процес што треба да трае некое време, затоа што повторно дропшипинг има помали заработувачки, а тука во овој модел треба да го калкулираме плюс и трошокот за маркетинг. Значи, колку би било таа цена реално ни зафаќа нашиот профит или продажна цена. И тоа е еден момент кој што пак ако знаеме да работиме ние маркетинг, може да се фокусираме, но ако не знаеме, повторно треба да платиме некој што знае и тоа не е дополнителен трошок на целиот бизнес, не на ниво на производ, туку на целиот бизнес. Затоа и дропшипинг моделот беше многу популарен пред некој, да речем последни 5-6 години. Луѓе некои се уште го работат, можеби некои дел од нив се успешни, но треба премногу труд и време за да се успее и стварно добро познавање од маркетинг и плаќање на реклами на присутност на повеќе платформи. Еден момент кој што ја го заприметив, кој што е можеби добар за понатаму некој ако сака да го проба, е продавање на Shopify, буквално тоа е истото. Дали ние ќе продаваме на Shopify на свој вебсайт, дали ќе правиме дропшипинг или ќе имаме производи на залиха во наш магазин, можеме да го правиме тоа на Shopify. Дропшипингот можеби да се направи како модел да контактираме TikTok инфлуенсери кои што ќе го рекламираат нашиот сајт и нашите производи и да добиваат афилијат, односно провизија од нашите продажби. Ако има продажби, но треба да најме такви TikTok инфлуенсери, да изградиме цел сајт, да имаме payment processing, ни треба фирма во Америка за PayPal, да имаме payment processing во Америка, има некој систем кој што треба да се постави, некоја процес кој што треба да се помина, но тоа е за диверсификација на нашиот бизнес. Наједноставниот бизнес, затоа и го изучуваме во оваа обука, каде што можеш ома да почнеш, не ти треба капитал, Амазон да е одговорен за се и повторно да имаш добар процент на заработувачка, онда арбитраж, затоа и го изучуваме на оваа обука. А дропшипингот поради тоа стана во втор план, кога FBA стана доста актуелен модел, затоа што пред се ја користија платформата на Амазон која што има преку 250 милиони потенцијални купувачи на месечно ниво и над 2 милиарди посети само во Америка. Значи потенцијалот е огромен. Ние продаваме брендови кои што веќе имаат побарувачка, тие се изградени брендови. Пример, кога некој ке слуша за Nike, сите го знаат Nike, ние не треба да го шириме нашиот бренд како во private label и плюс имаме огромен трафик и огромен број на продавачи кои што се присутни секојдневно на Амазон. Кога на тоа ќе додадеме и FBA моделот, каде што немаме складирање на производи, директно сме ние инволвирани, немаме customer service и не организираме транспорт, нашиот цел процес и анализа и работа за овој модел е многу автоматизиран. Анализирање на производите, менаџирање на наши продажни цени, наоѓање на каде да ги купиме, купување, праќање во предцентар каде што ги пакуваат, но повторно они ги пакуваат, они организираат транспорт, затоа автоматизирано и ние многу лесно можеме се од тука да контролираме. Затоа и можеби фаворит помеѓу новите продавачи на Амазон токму моделот на арбитраж. Следен бизнес модел е Brand Direct. Ова е можеби мојот најомилен бизнес модел за работа на Амазон, но воедно и најмодел кој што бара најголем капитал. Значи, Brand Direct гледате го како паралела на нешто слично како wholesale моделот. Купување на поголеми количини на брендови. Дали тоа представува еден бренд или повеќе, не е важно, затоа што ние купуваме директно од еден бренд. Може да купуваме од различни брендови, да работиме Brand Direct со 5 различни брендови, но представува директно купување од брендови. Не купуваме од wholesalери, кои што они купуваат од брендови. Ние ако Nike сакаме да продаваме, ние го контактираме Nike и директно купуваме од него. Не купуваме од wholesale дистрибутер кој што е авторизиран од Nike и кој што продава негови производи. Предизвикот во овој модел е отворањето на trade account со брендот, како и капиталот што е потребен да се купува директно од истиот. Значи, trade account не зависи само од не значи дека ние купуваме директно од вебсајтот на брендот. Значи, не одиме ние како во случајот пример не одиме nike.com и купуваме тука производи и ги продаваме. Ова ми е онлайн арбитражен модел. Ова не е Brand Direct. Brand Direct е отварање на trade account и тој trade account имаш право на купување директно од самиот бренд. Отварањето на тој trade account е доста тешко и не зависи само од капиталот со кој се располага. Значи брендовите не прават само анализи на тоа дали имаме не капитал на месечно ниво што би го вложували. Имаме различни граници на купување. Помалите брендови имаат помало MOQ во овој случај или
околу 10.000 евра месечен влог, некои од поголемите имаат и над 100.000 евра месечен влог. Бренд Direct може да биде да имаме ние ексклузивно право на продажба на брендот на Амазон, може и да имаме конкуренција во облик на други продавачи кои што купуваат дали од wholesale, дали арбитража, дали и они исто купуваат директно од брендот. Ретко е да имаме ексклузивно право на продажба на некој бренд, посебно ако е огромен тој бренд на Амазон, затоа што ќе бара премногу голем капитал за да ние одговориме со понуда на таа поборувачка што е на Амазон. Затоа и продаваат поголем број на продавачи. Но од друга страна и да имаме капитал да го издржиме тој, да бидеме корпорација некоја голема која што може да го издржи тој капитал и да одговори на целата поборувачка со своја понуда, не зависи само од капиталот. Значи кога прават брендовите анализи, прават анализи на потенцијалните фирми за соработка, прегледувајќи го првично нивниот оборот на годишно ниво, дали ти можеш да одговориш на барањата за брендот, колку време постои фирмата, да видиме дали сме стабилни, дали имаме раст во фирмата, дали сме некоја нова фирма со која што не знаеш што да очекуваат. И многу е битно како таа фирма може да придонесе во дополнително развивање на брендот. Например, кога ќе контактираме некој бренд Direct, ние знаеме дека тој бренд нас ни дава директна авторизација да го продаваме неговиот бренд на Амазон и евентуално можно да имаме ексклузивно право на продажба. Значи ние и никој друг да не го продава тој бренд на Амазон. Тоа е можеби и најдоброто нешто што може да го направиме, затоа што веќе е развиен бренд и ние само го продаваме тој развиен бренд. Не е како во private level да продаваме некој свој бренд кој што тек треба да го развиваме. Но како можеме ние да придонесеме за дополнително развивање на брендот? Сега што зборевме, PPC кампањи, маркетинг, оптимизација на product detail page, да сите производи. Значи, дали сликите не биле добри, значи да речеме овој производ што ни е тука, треба да направиме оптимизација. Треба да направиме market research, користејќи повторно тие критериуми софтвери Helium 10 и Jungle Scout, дали имаме оптимизирано наслов или title name. Дали производот спаѓа во точна категорија. Тоа е многу битно и за индексирање на производот во Амазон. Индексирање, односно релевантност да излегува за research на search барот од страна на купувачите. Дали сликите се добри? Значи Амазон обично бара на бела позадина да е првата main image и дава можност до моментално се мислам 7 или 9 слики плюс 2 видеа. Значи за да направиме ние оптимизација на овој производ, би додали уште повеќе слики, би снимале видео производот, би оптимизирале со софтвери дали перформираат овие keywords кои што се ставени во title или во наслов на производот или треба да ги смениме. Дали брендот е акредитиран по точен бренд или некој друг. Овие bullet points дали се точни или треба да ги оптимизираме. Product description дали треба да дополниме информации. Вчера зборевме исто за A+ content. Спомнавме дека A+ content е интерен магазин на производите, магазин као вестник дигитален кој што постои на самите производи. Овде најчесто стои целата страна каде што има информации за брендот или за фабриката, не само за овој производ, кажува за нив информации кој сме, што сме, колку време постоиме, нивна приказна. И му дава поголема оптимизација и релевантност на самиот бренд за кога ќе дојде купувач да види дека ова е некој сериозен голем бренд и луѓе се задоволни. Продажбата да биде на некоја пониска цена за да бидат задоволни купувачите, односно таа мап полиса и да оптимизираме задоволни купувачи. Најдоле се ревјуите за овој производ, да гледаме ако има незадоволни купувачи, зашто нема и што би можеле ние да им укажеме на брендот што може да го поправат. Тоа е нешто што можеме да ви го предложиме за да им зголемиме продажба и да ги оптимизираме нивните product detail page. Значи ќе го користиме другиот софтвер, Keepa, може малку вертира да ви дам на тоа што ќе го работиме во практичниот дел. Ова е софтверот што ќе користиме за практични анализи најмногу. Ова е веб-сајтот на овој софтвер. Ова овде што го гледате на страната на Амазон е екстензијата што ја користиме за анализи. Значи овој не е најважен софтвер за анализирање. Ова е веб-сајт, ова е екстензијата на Keepa. Овој софтвер не чини $20 месечно. Ова е екстензијата, имаме многу различни тука информации кои што ги поминуваме, да не одиме се. И всушност ова е главниот веб-сајт кој што ќе ни користи за филтрирање на податоци и за софтвери и за стратегии за барање на производи. Тоа е едниот софтвер и овој другиот горе Седарам што ви го спомнав, исто така го користиме за пресметка на профитабилност на производите и уште некои други информации не се битни.
и како би барале ние пример во Brand Direct да оптимизираме производи. Само да се отвори. Да не би ги објаснувам овие работи, имаме преку 10 часа само за овој софтвер. Но има начин како, ако ни дае брендот ексклузивно право за дистрибуција во овој вебсайт, да одбереме производи кои што се само од овој бренд. Да речеме Nike, повторно го земам во случај, Nike нас ни кажуваат дека може да имаме ексклузивно право, но ако ги подобриме сите производи и оптимизираме продуктот page, го бараме брендот Nike и сите производи еден по еден ги оптимизираме. Затоа ви кажам за Nike е невозможно еден да го продава. Ова е само за америчкиот пазар, гледате amazon.com е отворено. Под брендот Nike моментално на Amazon се продаваат 1.248.000 производи само во Америка. Значи, затоа тие поголеми брендови имаат голем MOQ, помалите имаат помал MOQ. Треба да одговориме на поборувачката на сите овие производи. Тоа се многу милиони во прашање реално. А помалите брендови имаат помал број на производи и помалку треба да имаме ние количина и полесно ќе ни биде како помала фирма ако сме или поединци да ги оптимизираме тие производи. За Nike да оптимизираме 1.250.000 производи, може треба да имаме 1 милиарда во капитал и да имаме вработени 1000 луѓе. Затоа се знае кои брендови пример би ги контактирали. Но на тој начин би можеле да ги филтрираме сите производи кои се наоѓаат под брендот Nike и да оптимизираме евентуални продажба и слики, видеа, све оно што ви го објаснив до сега. Исто како моделот wholesale, потребни се фирма, повторно препорачено во САД и сертификат за препродажба, тоа е тој resale сертификат кој што го добиваме кога ќе отвориме фирма од државата каде што сме отвориле фирмата. Сите брендови имаат тоа исто како и wholesale продавачите и исто така и тие не прават продажба на физички лица, продажбата е исклучиво B2B или business to business. Тоа би било тоа околу Brand Direct, пак би рекол поголем капитал треба, но на долго рок можеби да се направи транзиција за соработка со неколку брендови кои што се помали, имаат помало MOQ за месечно ниво и да успееме да им докажеме дека треба да им дадат ексклузивно право, затоа што целата продажба на тој бренд во Amazon што е, а веќе развиен бренд, би ја контролирале и би имале само ние. Но тоа е за нешто понатаму. Следен бизнес модел кој што е исто така многу интересен е Amazon to Amazon Flip. Овој модел е можеби најсличен заедно со ритейл арбитража на оној модел што ние го работиме онлайн арбитража. Исто така овој модел може имаме практично дел каде ќе го објаснуваме. Некој од вас може ќе сака да прави диверзификација, дел од капиталот да го вложува со моделот онлайн арбитража, а дел во овој модел Amazon to Amazon Flip. Што значи Amazon to Amazon Flip? Купување на производи од Amazon и ги препродаваме истите тие производи повторно на Amazon. Значи производи како и во моделот онлайн арбитража ќе купуваме на попусти. Тој попуст трае одредено време, недела, две, колку и да трае. Ние со софтверот Кипа што ви го покажам сега во вебсајтот филтрираме кој во моментот производи се на попусти, ги купуваме, ги праќаме повторно во нашиот преп центар. Мораме да ги пратиме за како иначе би биле во наша собственост. Таму ги препакуваме повторно исто како во онлайн арбитража по критериуми на Amazon. Ставаат ефински код што ви кажав вчера за лоцирање дека е наш производ и го препраќаме, го продаваме повторно на Amazon. Amazon ова му е во дупла корист, затоа што има повеќе продажби прави од истата единица на производ, не е крајниот купувач, но за да бидеме на сигурната страна дека сме купиле легитимни производи, најважно е да се купува од Amazon директно како продавач. Значи рековме на Amazon имаме 60% од продажбите се од продавач како нас, third party seller. Другото е Amazon компанијата како продавач директно се јавува. За да бидеме ние сигурни дека производот што сме купиле е легитимен, дека не е фейк и да имаме начин на верификација на легитимноста ако Amazon побара од нас да докажеме автентичност на производ, тогаш ако Amazon купувач нормално легитимноста е 100% и дури да ни бара од него го сме купиле треба сам да се обвини дека продава нешто што не е легитимно. Така да тоа не е сигурно од него да купуваме, затоа што ако купуваме од други third party селери, ние не знаеме оние од кај купили. И Amazon дали би ни припредил фактура од нив дека нивниот производ е легитимен што го купили. Например, Amazon продава производ $40 кроз цела година, но има 4 пати во годината на секој квартал ради одредени попусти или празници на мало одредена цена. И може некогаш се случуваат попустите да бидат и по 80%, примерно $40 да го продаваат за 10,
но производот се продава $40 цело време. Ние ставаме филтри и алертс да ни стигаат нотификации за производот кој ќе биде на попуст од страна на Амазон, да ни стигаат нотификации. Како не стига, ние го купуваме, праќаме го преп, го враќаме преп назад во Амазон и го продаваме. Таму може да не биде конкурент Амазон како продавач и или други third party селери кои што би се јавиле како продавачи. Би навлегол понатаму како ќе се бориме за да го добиеме бајбоксот со Амазон, како би се бориле со друга конкуренција, тоа не е во практичен дел доста време, затоа што би рекол дека тоа бајбокс копче ротира меѓу повеќе продавачи. Исто така потребен е помал капитал за разлика од wholesale, да речем, wholesale моделот или прават дело. Можеме не исто така што го има да работиме било кој бизнес модел, но ова е добра комбинација понатаму за работење на Amazon to Amazon Flip и онлайн арбитража паралелно. Од вас зависи и диверзификацијата, дали ќе биде каков сооднос во кој бизнес модел ќе вложувате, но предност мала на Amazon е што во онлайн арбитража бараме низ други продавници, овде сме се вклучувани на Amazon, но предноста на онлайн арбитража е што имаме поише извори на купување на продавници, овде ако во одреден момент нема попуст или немаме дозвола да го продаваме или производот што на попуст не продава доволно, не можеме да го купиме. А надвор од Амазон имаме милион продавници од кај што може да ги купиме производите. И за крај, handmade продукти, ова е најмала категорија, најмалку продавачи кои што го продаваат овој производ, самото име ни кажува дека е модел на продажба на рачно изработени производи. Продавачите кои ги продаваат овие производи мора лично да ги изработили истите и за тоа поднесуваат посебна документација за доказ. Амазон верификува дали таа документација е нивна, затоа што не прифаќа препродавање како што ние правиме на туѓи рачно изработени производи. Со тоа ги завршуваме сите бизнес модели кои што постојат на Амазон и кои што може да ги користиме за препродажба на производи. Сега би се фокусирал малку на крајот на часот на нашиот главен модел, тоа е Амазон онлайн арбитража. И малце подетално и практично да видиме што точно ќе правиме ние во овој модел. Што е Амазон онлайн арбитража? Повторно, модел на препродажба на брендирани производи, ги купуваме онлайн од други продавници и продаваме на платформата на Амазон. Што се карактеристики на нашиот модел? Не е потребна голема почетна инвестиција за почнување на овој модел, можеме да тестираме, можеме да купуваме помални единици и понатаму рековме да си го зголемуваме капиталот за инвестиција. Не постојат ограничувања на минимални количини при испраќање на производите во магазините на Амазон и исто така немаме ни MOQ, односно немаме како во wholesale минимална нарачка што треба да исполниме. Маркетингот, освен на своја иницијатива го правиме како што рече Михаела, PPC кампањи интерно да правиме или екстерен трафик да носиме доколку имаме простор во нашиот профит. Тоа е наша одлука, но во друг случај не е воопшто потребна затоа што производите веќе си имаат одредена побарувачка, тие се веќе развиени брендови. Имаме нивна историја на продажба преку екстензијата што ја користиме на Кипа и знаеме на месечно ниво протечно колку продаваат. Затоа нас не интересира туку да се фокусираме на маркетингот. Јас лично никогаш не сум го ни употребувал за овој модел. Тие се веќе креирани product detail pages кои се развиени, рековме, постои понуда и побарувачка, а ние не креираме product detail page, ние креираме наш листинг. Уште еднаш како вчера да ви објаснам, product detail page, рековме, е целата оваа страна за производот со негови информации за слика, евентуални видеа, насловот на производот, брендот кој е, овие bullet point и product description и така натаму. Тоа го креира некој друг продавач. Ние ништо од ова не метнуваме, ние креираме наш листинг и повторно како вчера, како завчера што зборавме, листингот е нашата понуда што прикачува на производот. Значи во која состојба продаваме, кој е датумот нашата испорака, што ако работиме FBA, тука може да филтрираме само FBA продавачи. Ако работиме FBA модел, тоа зависи од Амазон и како он ги правила релокација на производите низ неговите магазини. Наша продажна цена што ја метнуваме и оваа цена можеме цело време да ја менуваме, на секој 15 минути може да се апдейтнува од нашиот продажен профил и количината која што имаме. Моделот што го работиме. Така да ова е се она што го представува нашиот листинг. Се оваа информација и таа метнуваме. Тука всушност кога ја кажам креираме листинг, ние ги креираме и ги метнуваме овие информации. Го прикачуваме нашиот листинг на оваа product detail page. Го продаваме сите истиот производ.
Што е друго битно? Диверзификација на портфолио на производи. Значи, со тоа што не постои MOQ, не ограничува да купуваме поголема количина од некој производ, можеме да купуваме повеќе различни производи со помалку единици и целата инвестиција да распределиме низ тие производи со помали количини. Со тоа се постигнува диверзификација на ризик. На каков ризик сакам да напоменам? Замислете дека сме купиле пола од нашиот капитал во еден асет, во еден производ. И тој производ го нашле многу други луѓе и купиле исто така голема количина. Секогаш на Амазон кога има голема конкуренција и покачување на конкуренцијата, ќе очекуваме намалување на продажна цена. Ако нашиот капитал биде вложен во помалку производи, ризикот е дека подолго време ќе чекаме да го продаваме производот, затоа што повеќе луѓе што се приклучиле предизвикале за пат на продажна цена. Или ќе продаваме на помал број, на помала заработувачка, или ќе почекаме подолго време од тоа што сме планирале за да направиме продажба. Сега, со моделот на арбитража, затоа што купуваме помалку единици и се распростава нашиот капитал низ повеќе производи, веројатноста дека тоа ќе се случи на сите производи е многу мала. Пример, во мојот случај, ние што работиме, имаме 5% од производи ни се случува зголемување на конкуренцијата. На тие 5 производи тогаш реагираме дали би намалиле веднаш цена и да заработиме помалку или само да вратиме инвестиција, за да можеме побрзо да вратиме инвестицијата, да не чекаме подолг временски период ако има многу продавачи, или гледаме дали намалената продажна цена влијае на зголемена побарувачка. Најчесто во пазарна економија, кога ќе се намали продажна цена, се зголемува и побарувачката. Ја броиме количината што имаат на залиха нашата конкуренција и протечно таргетираме за колку време реално би се продале таа залиха што имаат тие продавачи кои што продаваат поевтино од нас. И тогаш носим одлука дали ние би чекале тој период или би продале заедно со нив на помала цена за да не чекаме многу време ако има преголема количина, или пак ако намалената цена не влијае на зголемена побарувачка, има и такви случаи, тогаш реагираме на време и се враќаме инвестицијата. Но тоа не се случува во 5% од производите, затоа што имаме диверзификација на различни категории, од различни сајтови купуваме, со различни попусти купуваме и ризикот, во овој случај што кажав ризик, така правиме диверзификација да имаме поголема брзина на враќање на инвестицијата, со тоа повторно да реинвестираме и да ни расте нашиот бизнис. Друга карактеристика е што ова што ја кажав сега, на пример сум го дал, ако изнесува инвестицијата $1000, подобра опција со него се купат 50 единици од 20 различни производи, отколку 50 единици од еден низ производ. Баш заради ова што сега го напомнав да не го повторувам, за да избегнеме ако има евентуално зголемување на конкуренцијата, значи наједноставно да не ги ставаме сите јајца во една кошничка. Позната изрека на Ворен Бафет. Ако диверсификуваме такво портфолио и вложиме 20 различни производи по 2-3 единици во секој различен производ и секој производ ни е $20 за единица производ, че има $20 за единица производ, 20 различни производи и 2 до 3 единици од еден производ. Кај некој 2, кај некој 3. Ние повторно би вложили $1000, но оваа диверсификација секогаш ќе ни зголеми побрза враќање на инвестицијата и ќе направиме диверсификација на ризик. Како ни зголемува продажба? Многу е полесно да продаваме 3 единици од еден производ него 50 од истиот. Не само конкуренцијата, туку и големината на продажбата на месечно ниво. Колкава е таа побарувачка. Ако производите што сме купиле 10, заедно продаваат 1000 парчиња и во нив сме купиле ние вкупно 50 парчиња, ние треба 5% од вкупната продажба на тие производи на месечно ниво да ја продадеме, да оствариме да се вратиме инвестицијата. Ако купиме 50 парчиња од еден производ што продава 1000 парчиња, повторно би било 5%, но во овој случај сме ограничени на ризикот зголемена конкуренција. Затоа е најдобро диверзификација и тестирање со помали количини. Моја препорака е на почетокот ќе го збориме ова повторно, но да не се вложува повеќе од 5% без разлика од капиталот со кој што располагаме, 5% во еден асет. Значи да имаме минимум 20 различни производи. Пред се и оваа диверзификација ќе достигнеме, но и ќе добиеме различни типови на производи од различни категории, различни ситуации со различна конкуренција и ќе го научиме системот на Амазон на различни производи. Не е само да заработиме профит, треба да го научиме како системот на Амазон реагира и што е оди во наша полза, а што треба да избегнуваме понатаму.
Начинот на кој што го купуваме, најголем дел од производите што ги продаваме преку овој модел се купуваат со користење на попусти. Значи продажна цена на производот е најчесто пазарна цена која што се продава на сите поголеми продавници, како и на платформата на Амазон. Ако производот на Амазон се продава за $50, во поголемите продавници и таа ќе биде на $50. За ние да направиме профит, треба да купиме нешто што е на попуст, селс или клиренс. Зависи од продавницата каков попуст има, но различни модели имаме на попусти. Имаме пример buy one get one free. Купуваш едно, добиваш едно гратис, ако $50 е производот, ќе купиш еден и уште еден гратис, значи $25 ќе ти биде за еден производ. Друг модел на попусти е бого 50%. Тоа е buy one get one 50% off. Односно, ако купиш еден производ, вториот ќе ти биде на 50% попуст. Или вкупно на двата производи ќе добиеш 20% попуст. Како изгледа тоа? Ако купиш два производи со бого 50%, 50 те кошта првиот, вториот го добиваш на 50% попуст. Или го купуваш за 25. Плюс $50 за првата единица, купуваш два за $75. Затоа што си купил два, еден те чини $37,5. Или од 50 пазарна цена ќе одземеме 25% и ќе добиеме дека $37,5 повторно чини една единица за производ. Овие попусти потоа може да се комбинираат и со други попусти, пример попуст на ниво на сајт, 25% site-wide попуст. На цел сајт има 25% попуст. Па ги комбинираме со овие попусти. И така ние всушност се намалува нашата набавна цена. А пазарна цена секогаш се стои на $50. Таа во Амазон може да се менува ради конкуренција. Ако има помала конкуренција, некогаш може да биде и над $50, ако има голема може да биде и под $50, но треба да видиме ние пред да купиме дали и колку има конкуренција и доколку претходно историски имало конкуренција, која била да речеме наша најниска цена по која што се продавала производот. Најчесто гледаме во последната година како се однесувала поборувачката профитабилноста, односно продажната цена, како конкуренцијата, за да знаеме во случај да се повтори некој сценарио, која е таа долна граница на продажна цена и на таа цена колку ние би заработували. За ова ви кажам сликовито, повторно имаме преку 10-12 часа во практичен дел за софтверите, каде што многу ќе анализираме, но доста едноставно. Во други продавници кои што се помали од Амазон, тие не даваат големи попусти, но многу често имаат помали основни продажни цени. Значи, оние што ги напомена Walgreens, Target, Vitacost, Home Depot во преходниот бизнес модел, дел од нив можеби имаат исти производи затоа што се си конкуренција еден на друг. Но има помали продавници кои што да привлечат други клиенти, купувачи, имаат пониски основни цени, но не даваат такви попусти. Затоа ако сакаме пример од Walgreens да купиме што е поголема продавница, ќе ни треба 50% попуст комбинирано, дали со два посебни попусти, дали со еден голем попуст на site-wide ниво, додека во помала продавница може да е профитабилно нешто со само 20% попуст. Освен попусти sales и clearance, значи clearance може да биде скртена цена или sales е скртена цена, clearance може да биде производот го продаваат сега на ниска цена и веќе нема се продава во таа продавница. Тие се некои типови на попусти што ги користиме. Sales може да значи исто така да нема buy one get one free, но регуларна цена да е прешкртана на $50 и сега производот се продава за $25. Тоа е производ на sale, дали тој ќе се комбинира со друг попуст или не, ќе се види, но тоа е попусти sales и clearance. Буквално тоа што го зборев тука, исто може да го видите. Да не го читам, пошто буквално исто да сум го зборил. Да. Buy one get one free, бого 50. Пример, за крај ова не го спомнав, овој дел, во случај на комбинацијата на овие попусти е дозволена, затоа што не секоја продавница дозволува комбинирање на попусти. Може да дозволи само site-wide попуст или само buy one get one free, но пример Walgreens што упорно ја збораме е доста голема и една од мои омилени, дозволува комбинирање на попусти. И сега ако попустот е $50, со buy one get one free ќе добиеме на $25 и ако имаме 20% site-wide на ниво на цел сајт, од $25 одземаме уште 20% и добиваме цена од $20, што од 50 ние сме купиле за 20 и тоа е огромен попуст. На тоа може да додадеме и плюс попусти, има gift cards во Америка,
каде што купуваш gift card за дисконтирана вредност. Односно има и учимо практично дел после тие gift card сајтови и секоја продавница што нуди gift card сајт, gift card опција да аплицираш gift card. Сега ти можеш да купиш gift card од $100 за $90, значи на 10% попуст. При плаќањето аплицираш тој gift card и таа ти има вредност од $100. Таму би заштедил пример уште 10%. Потоа имаме кешбек сајтови. Тие кешбек сајтови тие се сите фри екстензии. Тие кешбек сајтови ги аплицираја при плаќање. Значи ако производот начини $20 после попусти, може да се случне за некој од нив Rakuten, Top Cashback, Retail Minute, тие се доста најголеми кешбек сајтови во светот. Тие соработуваат со продавниците и нудат враќање на одреден трошок. Односно ако $20 е производот и ние аплицираме при плаќање 5% кешбек, нас $1 би не стигнал на акаунтот на кешбек сајтот. И тие ќе ги добиеме за месец или два на нашата сметка директно. И така ние можеме уште повеќе да набавуваме таа набавна цена и да зголемиме наш ROI и оптимизираме профит. Потоа на таа инвестиција додаваме трошок за пакување, тука е тој предцентар што ви го кажав, трошок за транспорт од предцентарот до магазините на Амазон. Овој трошок го плаќаме на Амазон и се вика inbound shipping. Збореме вчера во cost of goods sold дека го пресметуваме. Завчера. Во случај ако трошокот за пакување и транспорт да речеме дека е $3, инвестицијата за купување на производот би не била $20 и $3 за овој трошок, $20 не бил COGS или cost of goods sold. Рековме трошоци направени пред да биде продаден производот. За да пресметаме профитабилност на производот, треба да ги додадеме и други трошоци како referral fee, тоа е најчесто 15% од продажна цена на производот, и FBA fee, трошок поврзан со FBA моделот. Значи трошоци за транспорт на производот од магазини на Амазон до крајен купувач, рековме со FBA моделот. FBA fee е фиксен трошок и е поврзан со димензии, волуменска зафатненост и тежина на производот. Referral fee е варијабилен трошок затоа што е секогаш 15% и ја прати продажната цена. Ние кога сме продале 2 единици производ, првиот на $40, а вториот на $50, за првиот производ Амазон ќе ни земе $6 referral fee, за втората единица ќе ни земе $7,5, односно 15% од $50. Профитот е заедничка мерка при пресметка на маргината и на ROI. Значи, профит како се пресметува? Или обратно ROI. Рековме ROI дека е профит во апсолутна вредност, го делиме со инвестицијата и го множиме по 100. Значи, ако имаме продажна цена од $40, така, а набавно од 20, cost of goods sold е 20, профитот е 40. Имаме referral fee 15%, или вака за повода да ме сватите. Ако имаме $40 продажна цена, имаме referral fee, што рековме 15% од продажна цена. Таа е $6 и останува $34. Имаме FBA fee кој што е трошок во апсолутна вредност и кој што е фиксен без разлика на продажна цена, зависи од димензиите. Да речеме во случај дека е $6 за транспорт на производот. Ќе ни останат $28 кои што Амазон ќе ни ги исплати нас. Тука е нашата инвестиција и плюс нашиот профит. Ако ни е 20 нашиот cost of goods sold, во случајот е 23, ако е 20, значи ние имаме профит од $8. Тој профит од $8, ако сакаме да пресметаме ROI, го ставаме во однос на инвестицијата cost of goods sold од $20 и множиме по 100. Тоа е нашиот ROI, 40% ROI. Ако сакаме да пресметаме маргина, истиот профит од $8 го ставаме во однос на продажна цена што ни беше $40, множиме по 100 и ова не е нашата маргина 20%. Ова повторно, чисто да види како пресметуваме, ќе го учиме многу практичен дел, посебно во софтверот Seller AMP. И со ова да завршиме часот, оставив тука за оден арбитража дека како модел функционира ни целата година, продавниците имаат попушти секој месец, зависи од самата продавница, но во одредени периоди од годината постојат многу поголеми попусти на намалување на цените. Тие се поврзани со празниците најчесто во Америка или на глобално ниво празници и секогаш недела до 2 пред одреден празник има поголеми попусти. Овде набравав некои најголеми попусти, најголеми празници околу кои што знам дека има попусти во Америка. Кои се тие датуми, некои се именуваат, некои се фиксни датуми, но имате си као листа после обукава да знаете дека да очекувате тој период секогаш ќе има поголем попусти на ниво на цела Америка, не само во одредена продавница.
Со ова го завршуваме нашиот трет час, кој што ни беше посветен на бизнес моделите кои што можеме да ги работиме на платформата на Амазон. Следниот час ни е посветен на категориите на производи во кои што се наоѓаат производите кои што ги продаваме на платформата на Амазон.